Изложба на макети, минијатури и диорами, хоби кое се уште не е доволно развиено во нашава земја. 6 луѓе од Македонија ги изложија своите изработки во Музеот на македонската борба во Скопје. Изложбата започна на 29 април, а ќе трае до 4 мај. Драган Цветич е еден од нив, како што вели една од целите на оваа изложба е да го популаризира ова хоби. Со пластично воздухопловно макетарство се занимам од 90-та година па наваму. Мој полен интерес се млазни авиони и хеликоптери од период на студена војна и постстудена војна. Оваа изложба се прави со цел да се популаризира ова хоби и младата популација од Република Македонија да почне да се бави со активности што ја дигаат техничкиот морал и наобразба на луѓето. Тетовецот Александар Стојановски Цули веќе 12 години се занимава со макетарство. Неговата специјалност се авионите од Првата светска војна. Изработка на 2 до 3 макети одзема време од речиси 1 година, во зависност од комплицираноста на воздухопловното средство, додава Стојановски. Мојот полен интерес се авионите од платно и дрво комбинација, значи од почетоците на воздухопловството, двокрилци, трокрилци, Прва светска војна, некаде до 30-тите години на минатиот век, авиони кои биле произведени тогаш. И така, зависи од желбите, од интересот на поединецот. Значи имам колеги што се занимаваат само со авиација од студената војна, само со модерна авиација. Има луѓе што работат само бродови, подморници, оклопни возила, камиони, автомобили, најразлични смерови во макетарството. Целта е да се направат минијатури, намалени во размер на оригиналните воздухоплови. Сега, во мојот, значи во полето во кое јас работам и истражувам, во Прва светска војна, например, треба прво да се собере документација за одреден тип на воздухоплов. Сега конкретно работам на Роланд Д2, германски воздухоплов кој бил стациониран во Македонија во текот на Првата светска војна. Сега за една минијатура треба да се истражи кој авион, кој бил пилотот, серијски број, каков мотор, сите технички детали за да се стигне до изработката на макета. И сега тој процес, во зависност од популарноста и достапноста на информации и техничка документација за воздухопловот, може да трае од месец до неограничено практично за ретки воздухоплови. Например, за овој конкретно Роланд воздухоплов, јас се спремав 2 години за сега да го изработам и практично работата на него во зависност од посветеноста трае од некаде од неколку недели до година ден. Во просек, јас до сега во последниве 4-5 години колку што работам посветено на воздухоплови од Прва светска војна, некаде до 2-3 макети годишно можам максимум да стигнам да изработам. Изложени се речиси 130 макети, покрај воздухопловните објекти од војните на минатото изработени се и тенкови, камиони и човечки фигури.